Поглаварот на Римокатоличката црква папата Франциск на церемонија која се одржа на плоштадот Свети Петар ја прогласи мајка Тереза за светица. На канонизацијата на блажена мајка Тереза присуствуваше и македонска делегација и црковна делегација, предводена од председателот Ѓорѓе Иванов. Во состав на македонската делегација покрај председателот Иванов беа и премиерот Емил Димитриев, министрите за надворешни работи и за култура Никола Поповски и Елизабета Канческа Милевска, лидерите на ВМРО ДПМН и СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев, представници на Католичката црква во Република Македонија и на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, како и представник на фамилијата на мајка Тереза. Посебно место на свеченоста јави дописникот на МИА имаат Република Македонија, заедно со Република Албанија и Република Индија, како земји на нејзиното раѓање, потекло и мисија. На канонизацијата на мајка Тереза присуствуваа многубројни верници и високи гости од целиот свет. Најавено присуство на 13 шефови на држави или влади. Распределени беа 100.000 билети за следење на церемонијата на плоштадот Свети Петар. Во градот засилени безбедносни мерки, а небото над Ватикан денеска е зона забранета за летање. Акредитирани беа и 600 новинари од целиот свет, а настанот го следеа 125 телевизиски куќи. Радио Ватикан го пренесуваше настанот во живо на 6 јазици. Мајка Тереза беше добитник на Нобелова награда за мир, а нејзиниот чудотворен карактер беше признаен од Римокатоличката црква. По каноните на Римокатоличката црква светец, односно светица, се станува откако ќе се утврди дека личноста направила најмалку 2 чуда. Церемонијата на нејзината беатификација за блажена, што беше чекор кон прогласување за светица, се одржа во 2003 година, 6 години по нејзиното упокојување, откако папата Јован Павле II го призна нејзиното прво чудо, излекување на индиката Моника Бестра во 1998 година со наод тумор во стомакот. 5 години подоцна папата Франциск го призна второто чудо на мајка Тереза поврзано со нејзината моќ за исцелување. Необјаснимо лекување на маж од Бразил од неколку мозочни тумори во 2008 година, додека тој бил во кома. Според Католичката црква нејзината светост е во тоа што во дело ги спроведувала зборовите Божји и што се посветила на најзагрозените групи во општеството.